Пред големиот празник Бајрам, кој што го исчекуваат нашите сограѓани од муслиманската вероисповест, утринава имам голема чест заедно со мене да биде оџата Мухарем Исмаили. Ке да знаеме како и на кој начин се празнува овој голем празник, а од друга страна ќе зборуваме и за една универзална порака да одолееме на предизвиците, на искушенијата и сите заедно во соживот да ја славиме љубовта и мирот. Добро утро, добре ни дојдовте во Јасака, Македонија. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Се молиме на Господ да ни овозможи денеска да имаме еден убав ден, една убава емисија и да поминеме убави мигови за време на овие убави денови и убави моменти. Ви благодарам, голема ми е честа што сте утринава заедно со нас. Ве очекуваат уште 2 дена пред прославата на Рамазан Бајрам. Вие сте се уште во пост, затоа ние на масата немаме ништо, ниту кафе, ниту вода. Вообичаено ги служиме нашите гости, како што и налагаат нашата традиција и обичај. Како се чувствувате во последните денови во постот? Секоја чест за вас и за вашата почит, значи што не ставивте вода и чај во маса. Така треба да се учат нашите млади, да се почитуваат традициите и меѓусебно, значи некогаш во случај на почит и да оставиме нешто што ни е дозволено кога е во прашање почит кон еден наш сограѓанин кој што седиме и заедно си муабетиме. Да, точно уште 2 дена ни има останато од Рамазан, денеска и утре, веќе задутре празнуваме Бајрам. Ние се чувствуваме, значи, прекрасно. Навикнати сме на постот, веќе сме при крај. Дури еуфоријата за Бајрам се приближува, така да секој момент и миг што побрзо и побрзо ни поминува. Веќе почнавме да мислиме на тоа како ќе продолжиме без пост после недела и понеделник. Така. За жал и во време на пости, кога треба да мируваме, да тихуваме, се случуваат неубави настани. Токму таков настан е трагедијата во Кочани, во нашата Македонија. Вие бевте еден од првите верски лица кои што без никакви најави, без телевизии, се појавивте во клиниката Свети Наум Охридски да им пружите утеха на страданите. Би сакала, Еве, по еден ваков тежок, неправеден чин да се загубат и толку млади луѓе да бидат унесреќени, да ни кажете дали Еве има некаков начин да таа болка се преживее? Секако имаме многу начини. Сите болки во овој свет со кои што можеме да се соочиме, кои што се непознати за нас додека се случат тие, можат да се надминат со наклонетост кон Аллах, кон Бога. Посебно во едно општество какво што е нашето општество, кое што верува во Господ. Општество кое што има почит кон тоа што е свето, кон тоа што е добро. Неправедни настани од страна на Господ не се случува кон народот и кон луѓето. Човекот е факторот кој што прави неправда меѓу луѓето. И тие неправедни крајно време и да се детектираат и да се најдат и да одговараат пред правдата за вакви случаи во иднина што помалку ни се случуваат. Господ е праведен и кон луѓето без разлика на нивните дивергенции кои што ги имаат, кон нив е секогаш праведен. Ние во тој ден кога слушавме за тоа што се случи, значи намерно решивме да ја посетиме болницата Свети Наум, зашто како помала болница мислевме дека нема да има некои медиуми, нема да има изјави. Првата наша мисија беше и мисла беше да ги посетиме повредените.
но после консултација со главната сестра и таа се консултираше и со претпоставените, ни кажа дека моментално не е добро да се посетат тие за нивно добро, па ние не кевме да ги ризикуваме уште повеќе нивните животи. Јас чисто сакав на нив да им дадам една утеха и една храброст да они да продолжат да се борат со болеста и да ја надминат таа тага, знаејќи дека тоа што они го почувствувале таа кобна вечер сигурно било, значи, страшно за тие млади наши деца. Па во неможност да се влезе кај настраданите, јас го прашав осигурувањето, реков дали има некој од родителите или фамилијата овде, на нив една мала утеха да им упатам како еден верски службеник, како еден оџак кој што е еден сограѓанин. Јас чисто бев и без чалмата таму, бев со една обична бела капа, едноставно да избегнувам формалности и тоа што некојаш, значи, упаѓаме тоа што е службено. Значи, јас не бев таму службено. Не бев ни формално нешто. Чисто како еден комшија, како еден граѓанин, како еден татко. Наискрено кажано, кој што се обидов да се ставам себе си, како ќе направев да беше некој моje детенце таму. Значи, јас имам деца. И знам како татко што значи да ти се повреди дете, да не ти заспие цела вечер, значи не спиеш, значи со него си буден, а не па да изгубиш дете или пак да имаш дете внатре таму некаде и неговата состојба е во неизвестност и не можеш ништо да помагаш. Во овој случај, да, јас им реков, ние ќе се фатиме рака за рака, не сте сами, им реков на родителите, и тука сме ние како скопјанци. Значи, да пружиме секаква помош која што вие би имале потреба. Им реков, да, јас служам во една џамија, околу која џамија имаме многу отели, едни од газда од отелите, значи, ми рече овде слободно сите донеси ги кај мене, значи, бесплатно. И јадење и пиење ќе им обезбедиме. Стварно, значи, тоа беше една голема храброст од верниците. После пладемната молитва, значи, јас тргнав таму и додека тргнав, секој ќе ми кажеше нешто, оđа ако треба нешто, и јас сум тука, значи, и јас би сакал да помогнам. Солидарност. Верујте, солидарноста. Ние имаме многу добри граѓани, значи без разлика. Ние се уште имаме почит овде и мора да ги чуваме тие наши убави традиции, мора да се почитуваме. Ние сме решени тука да живееме. И ако сме решени тука да живееме, верујте, време е да сватиме сите заедно дека тоа што се случува на еден не се има случено на сите. И како така, ако гледаме кон случките кои што ни се случуваат, пристапот кон тие случки ќе биде сосема различит од сите инстанции, структури и чинители во нашата држава, без разлика кои се. Во вашите молитви ги споменувате сите деца: Алмир, Вања, Фросина, Хабиб, милите деца од Кочани, младите луѓе во Кочани кои што исто така оставија семејства. И во една изјава, јас мора вака да потенцирам, велите, ако некој не се занимава со прашањето на Вања, како да е негова ќерка, ние сме клинички мртви. Имате ли објаснување зошто толку зло ни се случува во државата во последно време, па и во однос на децата и младите луѓе? Верски гледано, злото се проширава во едно општество кога добрите луѓе ќе молчат кон злото. Јас сум убеден дека во оваа држава повеќето наши граѓани се добри луѓе, се домакини, кои што со сати работат, една корка леб да однесат дома. И во еден момент, ако се случи да добрите луѓе значи молчат пред злото, пред лошото што им се случува, и сегаш лошото го детектираат како нешто што е приватно, што му се има случено на еден одреден човек,
И тоа го перцептираме како нешто негов приватен проблем, личен проблем. И си молчиме на тоа. Тоа е како еден лекар да види дека еден пациент има една болест која што се шири во самото тело и истовремено се пренесува кај други. Ако таа болест не се изолира во самиот индивид и ако тој истиот не се стави во изолација, значи дефинитивно таа болест ќе се прошири кај другите, но штетата е во две линии. И индивидата ќе се оштети самиот, но и општеството ќе биде оштетено до крај. Затоа таа злоба се шири кај нас и секогаш кога добрите луѓе ќе си кренат глас, се приметува дека нашето општество тоа го сака и го почитува. И во случаи одредени, изолирани, кога нашето општество гледа кон некои случаи како да е случка само на таткото или фамилијата на Вања, или на мајката на Вања. И гледаме вести, значи ја гледам, сум ја видел таа кутрата, и ја гледам, значи, по телевизии, и ја гледам вака, таа се чувствува сама, без поддршка. И ние оставаме впечаток дека една Вања јас нема меѓу нас. Таа Вања можеше да биде мојата Хасна, која имам керка Хасна. Значи, кој ми гарантира дека не би можела да биде мојата Хасна? И како можам јас, како еден човек, како еден граѓанин, да не зборам како оџа, како политичар, како човек кој што треба да служи на државата и кој што има одговорност за безбедноста на овие граѓани, на овие добри луѓе, на овие домакини. Како би можеле тие да спијат на рад, додека чинителите и тие што ги праваат овие злобности не се извадат пред лицето на правдата и не одговараат за тоа. И сите да разберат една за секогаш дека лошото не се исплаќа, криминалот не се исплаќа. И дека таа Вања е керка на цела Македонија, на целото општество. И кога ние така ќе ги доживуваме случките, верујте дека, значи, сите институции, дајте ве молам само за момент вака да перцептираме еден случај. Мајката на Вања да биде судиката. Значи, како ќе се решеше тој случај? Таа судика, или тој судија, или тој обвинител, или тој хоџа, значи, сите сме заедно. Значи, во овој пат во море и пловиме заедно. Значи, ако во еден случај во тој нашиот транспорт еден во вода се направи една дупка за да испие сам вода, сите ќе потонеме. И општеството не смееме да дозволиме да потоне, зашто сите сме заедно во овој пат, сите сме во ист транспорт кој што многу зависи да биде чуван од тие води да не навлезат внатре во нашето општество. Сакам нашите гледачи да видат и една ваша порака, па потоа и ќе порака која што ја давате на молитвите во Исабек џамија, каде што сте службено лице, каде што сте оџа, и ги замолам од режија да погледнеме. Дикош да тот, охоч, по чебе фол џамија? Абе, фол џамија, моне, до njëre për shto tabuta. Jemi bo Teksas, për marët dënjoz gazet. Jemi bo një gjumo, mu marrë vesh në ogjallak, mi mshel gjamiat, mi thonë, s'ka gjumo, shkojni ku dojni këtë javë ju të qajivit. E ju të kësoj zone, ku i që më së falni. Qështu ne kini për punët, copa të bo. Që me në shku menja dhe të kjo më mlitë këti imamat mi thonë, këtë gjumo, hupni, zvëdojna, ku dojni faloni. Me mështi shibe, a më të majtu ne derse, më të ka dhu dishka tjetër këto. A i në Terezia, i në Mejna, i në Kodoseka hiq. Nëse kena Mejna gjithë natë me vjedhë sabajnë, me shku me falë, në në tjati sabajt.
Nëse kina mrina mu falë, e me kon safpar e në gjep me ardhë me kokainë në gjami, në neti asoj, kujna i në të mojtë në del, shka i në të bos, po moj ma të rdes. Оваа ваша порака стана вирална. Додека сте биле на утренска молитва, некој ја снимил и понатаму веќе во целата наша земја се прошири. На што ги учите верниците, посебно кога и вакви немили настани ќе се случат? Како ги исправувате, како ги носите кон правиот пат? Ние се обидуваме посебно во ова време, во времето на глобализацијата, кога материјалноста и алчноста на луѓето секој дневно расте. Дефинитивно тоа што најпотребно име на сите луѓе моментално да им се даде тој душевен лек, душевната исхрана е најмногу кој што верувам и убеден сум дека им треба на нашиот народ. Пораките кои што ги даваме некогаш не се лесни за нас. Некогаш и верувате дека се двоумиме да ни да кажеме и да не кажеме. Од различни аспекти, било тоа на аспект да се обидуваме како верски службеници да не се чувствува народот увреден пред нас. Па и другото, некогаш и Господ да чува и од луѓе кои што знаат и да прават зло, ако тие лошоти кои ги прават, некој ги демаскира и ги извади на виделина. Дури вие како новинари сте поинформирани од нас за сите тие случаи и што ни се случуваат. Но сепак ние кога ќе се чувствуваме одговорно и кога ќе чувствуваме одговорност кон народот наш, таму ја наоѓаме снагата да испаднеме, значи тоа беше во петочна молитва, и да се обидеме од нашиот аспект да придонесеме да си го чуваме општеството, за да такви немили настани никако и никогаш да не ни се повторат. Ние во рака немаме да забраниме све и да дозволиме се. Ние тоа Божјото, Аллах што ни го научил, се обидуваме да го пренесеме кај народот и да допреме кај нивните срца и тоа срце да оживе и да разбере дека иако можеш да го избегнеш на законот, иако можеш да го излажеш народот и да избегнеш одговорност во овој свет, пред Аллах не ти бега одговорност. Било кој да си ти, било си оџа, било си некој си јак тамо, некој си богат, некој си така, пред Аллах не ти бега одговорност, пред Господ не ти бега одговорност. Ние еден ден ќе се соочиме со нашите дела. Но ајде да се освестиме. Подобро да се соочиме со добри дела, отколку со лоши дела. Сакам и со оглед на тоа дека времето полека ни изминува, да ни кажете, освен што ги имате овие задолженија во џамијата Исабек, колку имате време да бидете со вашето семејство, со вашите блиски? Ми кажавте дека имате 6 дечиња, да ви се здрави и живи. И да ни кажете како ќе го прославите празникот Рамазан Бајрам, како се празнува во недела уште, кога е всушност првиот ден? Времето за фамилијата, значи, не ми останува многу, со нив се дружам обично по одмори, некој викенд кога ќе можам да се кога сум слободен, зашто ние оđите за викендите, обично луѓето имаат фамилиарни прослави и во сите тие прослави оđата учествува и повеќето пати тие се случуваат по викендите кога се они послободни. И ние, значи, мора таа жртва да ја дадеме, значи и да бидеме до граѓаните, до верниците кога имаат они највеќе потреба од нас. Но сме нашли друг начин да се гледаме и да се дружиме заедно со фамилијата, така да децата, жената, значи они доаѓаат кај џамијата ќе ме претекнат, да да, они
доаѓаат и за верски служби кога ги имам посебен дел и за жени. Така да, значи, таму се среќаваме. Значи, посебно одиме во џамија, зашто јас одам порано и одам од други места кај што имам. Па, таму, кога ќе заврши молитвата, обично ќе ми пуштат порака да те чекаме или да си одиме. И така, значи, се разбираме меѓу себе, зашто они се во паркинг или таму некаде друго. Па јас сум со верниците, додека оđата меѓу првите влегува, меѓу последните излегува од џамија. А за празников ќе бидете ли заедно? За празников, да, секако ќе бидам заедно со нив. И за празников, значи, најмалку 2-3 дена, значи, ќе бидам 24 часа со нив, зашто 30 дена Рамазан, значи многу малку се имам гледано со нив. Само 2 пати сме ифтареле заедно. Денеска ние третиот пат ако не греша, зашто ни е предпоследниот ифтар. И за Бајрам ќе бидам, значи, со нив. После, откако ќе завршиме со утринската молитва и барамската молитва, значи, првото нешто што се случува, откако си честитаме Бајрам на татко и мајка, значи, првиот човек на кој што честитаме Бајрам е дефинитивно царицата на куќата, жената. Така. Значи, нејзе честитаме Бајрам. Па после, значи, таа владе, таа ќе си каже кај да седнеме, што да правиме, кај ќе одиме, кого ќе пречекаме, значи, што ќе служиме на луѓето, што поклони, значи, ќе дадеме. Што служите кога доаѓаат гостите? Обично се служи баклава со некој сокче или водичка. Па и, значи, турското кафе, значи, тука е во тој убав момент, но бајрамскиот доручек си седнуваме на трпезата заедно. Само двете деца овој Бајрам ни фалат, не се меѓу нас, највозрасните. Тие се на студии, Тие се на студии. Ние другите, татко ми, мајка ми, значи 4 деца и сопругата нормално, значи заедно ќе си седнеме на бајрамската трпеза. Тука сме ние во една куќа и со моите 2 браќа. Значи и они сите ќе си дојдат да честитат Бајрам на мајка ми, татко ми, па и на мене, зашто сум оѓај во една куќа, во еден стан, подобро кажано, со родителите. И после тоа почнуваме да ги чекаме гостите. Еден дел од нас излегува по пријатели, фамилија да се честитат Бајрам. И јас како оđа, значи традиција, оđите си седат дома и ги чекаат гостите кои што ќе дојдат да ни честитаат Бајрам. Тоа е тие се едни убави моменти на ресоциализација на нашето општество. Значи, си моабетиме, си позборуваме. Нормално навечер, значи, малку шеќерот може да се покачи од можеби поголемата количина на баклава која што ја консумираме, но сепак кога е во контролирана доза, значи не штети. Јас многу ви благодарам за гостувањево. Ми беше чест да видиме со вас. Се надевам следен пат кога ќе ми дојдете ќе можам и јас да покажам дека сме и ние добри домаќини, да ве послужам нешто. Сакам да го поздравите вашето семејство, вашите блиски и ви посакувам прекрасен празник кој што ве очекува. Ви благодарам што ме поканивте и ми беше чест да видам со вас и со вашите гледачи во ова убаво утро. Ала нека ви помогне на сите вас и нас да поминеме еден убав ден и да поминеме убави празнични денови и на сите кои што не разбираат на македонски и не гледаат од почеток им честитам Бајрам. Благодарам.